Тоа е кога е спортот во прашање, емоции се во прашање. Човекот не можеше да се воздржи од изненадувањето од последниот гол на Елмаз. Верувам дека во прашање се чувства. Јас само ќе ги најавам нашите следни гости. Сакам од нив коментар дали го проследиле надпреварот Германија, Македонија синоќа. Добар ден им посакуваме на Декапо Бенд. Добар ден, како сте? Добар ден, ве поздравуваме вас, вашето радио, вашите слушатели. Да, ние, како што рековте, вчера го проследивме надпреварот и беше прекрасно. Емоции, многу чудно. Да. Дали некој од вас, што е сега таму во просторијата, дали некој од вас воопшто веруваше дека ќе се случи победа над Германија? Па, искрено, секој сака да победиме, но нели сепак Германија е светска сила во фудбал и неочекувано беше. Сепак сите потајно сакаме да биде така, ама и кога се случи беше многу прекрасно чувство, емоции, наплив, се. Многу возбудливо. Супер, инаку, еве се вклучувам јас, поздрав до вас четворицата, да кажеме дека наши гости денеска се музичката група Да Капо Бенд, Васко Спасов, Љупка Арсовска, Владко Ѓорчев и Горан Костадинов. Денеска во нашата програма многу ваши ковери кои што ние милуваме да ги пуштаме затоа што ни се интересни и секогаш практикуваме барем 3-4 минути да ве има во нашата програма со вашите песни и за почеток Да Капо Бенд, ова ми звучи многу атрактивно, но што значи Да Капо Бенд и од кога функционирате? Ајде, Љупка може да каже. Мислам дека подобро може да одговори Горан, заради тоа што јас се приклучив многу подоцна, така да. Па вака, ајде прво да почнеме од името. Името Да Капо Бенд доаѓа од музичката терминологија, има некој италијанско потекло, во превод значи од почеток. Гледам јас дека нешто има тука италијанос, нешто, ама одлично. Самото име ја опише и нашата состојба тогаш, беше се ново, беше се од почеток, и нови пријателства беа тоа кога почнавме да работиме како бенд. Беше некаде 2015 година, така да? Така, 2015 година, да. Први бендот го оформиме јас, колегата Васко и Владко. Подосна ни се приклучи останатите членови. Направивме еден добар тим, што функционира веќе некои 6 години. Така да. Убав млад тим, кој што верувам дека секогаш ќе победува. Што е пред се кај вас забележително кога ќе стане збор за вашата група во смисла на стилот на музицирање? Која музика најмногу ја преферирате да се представите пред публиката? Ние преферираме пред се македонска музика, изборна музика, народна музика. Меѓутоа преферираме и балкански стил, српско, бугарско, имаме странски изведби, така да милуваме се да интерпретираме. Пратиме трендот на нашето подмиле, тоа што го бара публиката најмногу. Сепак публиката што ни бара, ние тоа го изведуваме. Добро, за нашата публика и за нашите фанови, само да кажеме од каде е групата Да Капо Бенд. Јас знам од каде сте, затоа што акцентот ми е малку познат. Дали Неготино или Кавадарци? Да, ние сме весно тука има измешани сме од Неготино, Кавадарци, Демеркапија. Јас и колешката Љупка сме од Неготино, Горан е од Демеркапија, Владко е од Кавадарци, останатите двајца колеги се исто така од Кавадарци. Значи тоа е од пред... Така да, јесна свота сме, има цело време, нели? Од пишијата најдобро. Да, вие од Неготино сте вака, вие од Кавадарци сте вака, па ова, она, знаете како? Ривалство од секогаш, али тоа е у интересни моменти. Значи вие сте во знакот на виното. Така, да. Одлично. Кога е вино и музика во прашање, тука нема дилеми, мора да биде најдобро. Никола повели.
Сега за почеток да ги слушнеме во живо и да Капо Бенд да ни се представа со една музичка композиција, а потоа секако продолжуваме со разговорот. Се она што сакаме да ве прашаме веднаш по вашиот музички избор. За почеток да ги поздравиме нашите Facebook следбеници, нашите фанови, слушатели тука во Македонија и во дијаспората. Повелете. Благодариме. Две златни линии ми остави, мојата баба да не поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неја песна да нарачаме, живот ми само скоро со нас остана, но љубов летна отворови, кај друга денес носиш сватови, одавна ти ме заборави и да ме сретнеш немаш зборови. Јас ти носам тајба свирачи, стара желба да ме немаши. Среќа ќе ти посакам и ќе ти нарачам за двери, песна да ти прозбори. Ќе ти пеам од срце со солзи на лице за двери, нека изгори. А вие не заборавајте дека слушате Радио Пела на 96,8 FM. Ова што го слушаме и гледаме Да Капо Бенд in live. Од баба дар дарувано, носара снели било пишано, две сладни линии, две судбини, попаќе желба ќе ни остани. Јас ти носам тајба свирачи, стара желба да не немаши. Среќа ќе ти посакам и ќе ти нарачам за двери, песна да ти прозбори. Ќе ти пеам од срце со слози на лице за двери, нека изгори. Нека изгори. Одлично, супер, многу лајкови на нашата Facebook страна, одлична изведба. Ќе ве запрашам на почетокот четворицата,
како поднесувате, а да не сте на некоја свадба, на некој роден ден, на некоја крштевка, како го минувате времето? Знам дека дружбата со микрофоните, со инструментите за музичарите е секојдневие. Ако би имале само еден збор да го кажеме сето ова, би рекли дека е тешко. Навистина е тешко и веќе ево сето ова трае, ако не година дена, мислам нели од минатиот Предолго. Да. Што знаме? Не знам што да се каже друго. Се надеваме дека и сите колеги би го рекли истото. Сите би се согласиле со ова. И се надеваме дека што побрзо ќе помине за да може слободно сите да се дружиме заедно, да работиме заедно, да се веселиме. Да се вратиме. Така, да се вратиме се во нормала. Сепак е премногу време. Да, премногу е времето, но како да Капо бенд вежба? Дали правите некои, можеби, кавери на Facebook кои што ги прават одредени музичари, или сепак да Капо бенд се фокусира само на проекти? Па конкретно нивниот стил на работа дефинитивно ми се свиѓа многу, вака во главно функционираме супер, работиме цело време. Фокусираме сме повеќе за проекти, за такви работи, пошто дека не е добро за да имаме лайф или таква работа, но сепак и ние ги почитуваме мерките што ни ги налагаат и придонесуваме, да. Сепак сме сите од различни места и не сакаме да настане нешто несакано. Љупка, како се справуваш со овие тројцата околу тебе кога ќе треба да направите одлична свирка? Се разбирате со поглед? Јас знам колку е симптоматично и тешко кога треба да се направи некој премин од една композиција на друга, а треба Љупка да пее. Како се разбирате тоа, со поглед ли или со вежба? Морам да ја поправам, не сме само ние, има плюс уште тројка. Да. Јас... Така. Па искрено супер функционираме, работиме нормално, вежбаме, нели, се трудиме максимално и гледаме секогаш да го дадеме максималното од нас, така што искрено со нив ми е баш много супер. Гледам дека... Кога сме цело време заедно имаме и поврзани сме заедно телепатски и знаеме што не следува, што очекуваме, кој како ќе изреагира во дадена ситуација и затоа не е многу лесно. Кога сме отидени, например, негден измешан состав или настрана, е малце потешко затоа што со луѓето што се работуваме не ги познаваме доволно. Знаеме како е кога си со некој цело време. Поздрав до групата, пишуваат на Facebook, кавадаречка или тиквешка работа си е тиквешка работа. Кога ќе згрмат овие сигурно прават голема фешта. Тоа може да се каже. Да не бидеме скромни. Кога ги гледав вашите ковери, навистина сте некако интересни. Самото музицирање мене ми е интересно што се бодујат коверите. Еве ќе пуштам нешто јас што имам тука, заедно да чуеме некоја секунда и ќе видат и нашите слушатели дека има нешто интересно во музицирањето на оваа група, затоа сте ни гости. Да чуеме само некоја секунда, а потоа продолжуваме. Песната е да ти каже што не може устата. Песната е да те роди, да те умре пустата. Ево е тоа што мене ми се допаѓа, знам дека и на нашите слушатели им се допаѓа. Некои ваши песни се вртат многу на нашата радио станица. Некогаш ако се соберете вака по дома додека трае пандемијата, пуштете нашето радио, можеби ќе си начекате ваши ковери. Ме интересира дали да Капо бенд има авторски песни или планира тоа да го прави во иднина? Имавме планови пред да почне целата ова ситуација со пандемијата. Планиравме да снимиме наша авторска песна, али се случи тоа што се случи, нели, ги одложивме плановите за во иднина.
Ке почекаме да се среди се, да заврши ова, да заставиме пак на здраве нозата, се надеваме дека ќе испадне конечно и таа наша авторска песна, таа наша првач. А ова што Надевам дека ги видат што поскоро. Така да, може да тоа е следно. кога сте повеќе ќе го направите тоа кога и да е. Ова што го слушнавме пред малку беше од еден ваш проект кој што го работите како песни кавер 2021. Тука се македонски песни народни, но сите овие кавери на песни дали ги претходно ги селектирате пред да го направите тој микс, дали тоа се бирани песни и дали тоа го правите со одредено нивно селектирање на музички познати композиции? Да, сепак се подразбира, имаме како состанок си правиме колегите и се договараме кој да биде, како да биде, дали е ова прикладна песна за овој микс, дали не е, пошто не знам дали ги имате преслушано, има повеќе миксови, има забавен микс. Има поп микс, рок микс, забавен микс, имате... Сите ги имам јас преслушано. Што правиме за секакви вкусови, сакаме да доприме до слушателите и гледачите поише да имаме од секој ранг публика и од мала и во помлади и постари. Тоа е одлично. Сега за нашата публика која што сега не следи, а има во голем број, одиме се уште нешто од вас. Спремни сме да уживаме сите заедно и одиме со следната композиција. Драги наши радио пријатели, Да Капо Бенд во живо на Радио Пела 96,8 FM, повелете.
Слушате и гледате убав ден на Радио Пела. Ова се прекрасните музички нути изведени од музичката група Да Капо Бенд, одлична група, одлични дечки. Уживајте со нашата програма. Супер, благодариме. Одлично, се надевам дека нашите гледачи и слушатели уживаат во денешниот наш избор за гости. Супер. Ајде малку да го прашаме клавирина, момчето што е со кларинетот. Одлично, одлично. Што мислиш, дали сето ова што го работи вашиот бенд, вашата музичка група е плод на тимската работа или индивидуалната работа? Гледаме Горане на клавиатури, тука двајца вокали, ти на уште еден инструмент. Дали сето ова што вие сте го направиле досега е сето тоа затоа што се познавате долго време или секој кој што знае и уме посебно да си свири? Па јас мислам дека најмногу влијае дека искуството, бидејќи имаме работено повеќе години, како кажавме до сега, 5-6 години. Тимската работа пред се не. Индивидуалната е посебно дома, кога ќе дадеме материјал, вежбаме дома посебно, но друго е кога ќе се собере цела група и мора тоа да биде навежбано за да звучи како цел бенд, да бидем, тоа мислам дека придонесува многу повеќе за разлика од индивидуалната работа. Лјупка, И што е најбитно дека гледаме секој од нас да даде максимум колку што може, ако треба и 200% од секој, само за да биде убаво, да биде вкусно за слуш. која е програмата што ја нуди Да Капо Бенд кога треба да ги развесели луѓето? Дали веднаш започнуваме со македонска музика или малку некои шмекерски песни, па подоцна се влегува на таа забава? Па најчесто свириме македонска музика, но свириме и српска музика. Зависи до што сака слушателите. Кои песни сака да не ги порачаат и така. Зависи дали е на свадба, дали е во кафана, дали е во кафеич. Морам да ја прашам, Зависи каква музика се. Пригодата и од гостите Да. морам да ја прашам Лјупка, што се... Ајде, може. Кажам дека секој еден настап е посебна приказна сам за себе и никогаш не е исто, секогаш е различно, па макар и кога си на исто место, во исто време, друга ден, секогаш е различно, никогаш не е исто. Лјупка, што сака да пее најмногу? Гледаме да ни биде и нас интересно, за да не биде исто дека ако биде исто и нас ќе ни биде досадно издодено. Да, нормално различен репертоар, така да. Постојано се менува репертоарот. Супер. Сакам да ја прашам Лјупка што сака најмногу да пее. Дали повеќе сака да пее сама или во дует? Па вака, искрено, Оти некогаш се досадува, па некогаш сакаш да испееш нешто само. па вака сакам прво да кажам за стилот дека моја прва љубов е дефинитивно забавната музика, но јас искрено сакам да експериментирам и сметам дека се генерално во животот промените е баш добра работа, така што гледаме да менуваме и репертоар, нели како што кажам, сте пееме забавно, народно, но искрено многу се пронаѓам и во српскиот турбофолк, така што гледаме, да. Добро, значи народно се. подготвени Да Капо Бенд подготвени да испрати Лјупка на некое шоу на Балканот кај нас, така? Па здрави. Да. Живи и здрави. Зошто да не, така. Што е она што моментално го работите како бенд? Па моментално се подготвуваме за следен проект и песна.
Па здраве Боже да се среди све да биде како што треба. Знаеме што да правиме. Имаме план, имаме иднина. Се надеваме дека секи се среди и дека можните настапи што ни се од претходната година и во иднина што ни се закажуваат, дека ќе можеме да ги совладаме, така да тоа ни е главна препрека моментално. Поздрав до девојката, одлично изгледате како бенд, ако може девојката кратко нешто да ни отпее акапела од балканските простори, затоа што се пофали самата дека сака такви песни. Поздрав од Благојче. Две музике тога дана Ме погоди и мене. свирача како коме. Една теби на веселje, друга тужно срцу моме. Ма одлично, перфектно. Јас мислев дека Горан ќе те поддржи на клавиатурите и ќе звучеше уште подобро. Супер, супер избор. Уште еден поздрав имате уште еден поздрав од наша слушателка, односно гледачка од Кривогаштрани. Поздрав до групата, одлично изгледаат. Се надеваме дека до крајот на разговорот ќе ни отпеат уште нешто. Да, ќе ни отпеат, затоа што се спремни. И поздрав до дечкото вокалот, ако може да слушнеме нешто и од него сам да ни отпее. Можеме. Со клавиатура се. Ајде, може да клавиатура. А вака не е фер, Љупка пееше акапела, ти пееш со клавиатура. Може, слободно, да. Kad me put nanese opet ungen grad, znam da neću biti kao nekad mlad, ali evo sad se kunem, bar još jedno dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se napre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Срце мое дели се. Одлично. Супер. Да ве прашам четворицата сега, сигурно како бенд си остварите желбата да направите една група, да ги забавувате вашите фанови, вашата публика, но што е она што досега не ви се остварило, а сакате да ви се оствари поединечно? Поединечно. Ајде почнеме со колешките дека дамите имат предност. Да, дамите имаат предност. Сепак Рековме дека желба е да Капо бенд да ја однесе Љупка на некој шоу. Па искрено, не знам сега ме збори. Еве, ја ќе кажам. Искрено посакувам да се среди се како што треба да биде во нормала и посакувам ние како бенд да си направиме наш албум, наши песни, да почнеме да одиме преку океаните во далечните земји кај што има нашинци. Поздрав еве до сите нашинци што не слушаат на секаде низ светот, да Капо бенд ги поздравува сите и верувам дека ќе ни се оствари желбата. Ете, тоа е моje мислење. Сега другите колеги нека си кажат да ни... Ај колеги, или тоа ќе се поделиш моето мислење. Поделиме исто тоа мислење, да. Сепак ни е тоа цел на групата, да бидеме препознатливи по нешто, да бидеме наши, да бидеме кога ќе кажат дека е да Капо бенд да се знае. Може да ви кажам Сега, ама сепак не. искрено, може да ви кажам нешто. Ајде. Ако ја чувате во бендот Љупка, затоа што има страшно препознатлив глас, кој што лично мене ме потсеќа на многу гласови кои што се слични на низиниот и се познати. Јас знам дека да Капо бенд ќе биде препознатлива група. Ова ви го зборувам најискрено. Затоа и ние добро ја чуваме и не ја даваме на никој. Значи нема да ја даваме.
Да. Добро, одиме со уште една композиција, повелете, има многу лајкови и многу срциња до вас, сигурно нашата публика Сите слушатели. ве бенди са, одиме со песна. Вие, драги мои, не заборавајте да Капо Бенд во убав ден на Радио Пела. Поздрав до Да Капо Бенд од Прилеп, одлични сте, кога да ве очекуваме во Прилеп, тоа ќе ни го одговорат по музичката композиција. Ете зошто ви викам да си ја чувате љубка заради ова. Ние Знаем. знам дека знаете. Сега само уште да ни кажете секој посебно што си посакувате за оваа 2021 година, што остануваат уште многу месеци до крајот, да се надевам дека сакате што побрзо да заврши ова сето и да се вратите онаму каде што и припаѓате, а тоа е на веселбите, на свадбите, работата во студио и работата на различни проекти. Ќе почнеме со дечкото што е позади вас и што убаво свири. Изгледа за ови дечко. Вака, како што рекохте вие самите, бар токму тоа го посакуваме, нели, да се среди цела ситуација, да се вратат на стартите назад, да почнеме да функционираме нормално. Исто така и да останеме во добро здравје сите ние, да завршат овие, како да ги кажеме, неубави денови, неубав период, да остане за нас, како едно лошо сеќавање. И тоа е генерално, тоа ни се желбите за до крајот на оваа 2021. Па да, искрено тоа е тоа, да сме живи и здрави, а
Натаму ќе си дојде се на своје место. Да се надоврзам и јас. Истото мислење го делам со моите колеги, се надевам дека се ќе се врати нормала е повторно со таа реченица, ама веруваме дека што побрзо ќе заврши. Се надеваме. Имаше едно прашање кога да ве очекуваме во Прилеп. Вие додека зборувате вие Кога кажа дека е дозволено, верувате дека прво во Прилеп доаѓаме. Така да, последниот настап ни беше воедно во Прилеп. Да. додека го правиме разговорот, одите во позадина има одлични снимки од градот Прилеп, правиме некој спој Тиквешија Пелагонија, но наискрено и ние ве очекуваме во нашето студио кога ќе треба кога ќе помине се и кога навистина луѓето повторно ќе сакаат да слушаат музика. Што имаме подготвено пред да го да присуствуваме таму, се извинувам што ја прекинав, ќе ни биде наше задоволство да присуствуваме заедно, да се дружиме, да се веселиме и да му го презентираме на луѓето тоа што ние го чувствуваме во нас. А тоа е музиката. Одлично. Си направивме еден пријатен разговор, се надевам дека ви беше удобно гостувањето вака виртуелно во нашата програма. Ние сме радиостаница која што на еден мултимедијален начин го користи сето тоа. Што имаме подготвено, дали имаме подготвено уште некоја композиција па да завршиме? Можете да направите... Има и уште нешто. Сакаме да ги поздравиме сите слушатели на Радио Пела, да ја поздравиме вас, да ги Колегите Колегите Да, ќе не слушаат сега. да, нашите колеги, да. Нашите колеги и сите останати колеги ги поздравуваме. Никој Тоши. Да. И се надевам дека повторно ќе видиме ваши гости, а воедно и во вашето студио и заедно сите да се дружиме и да пееме и да уживаме. Ние сме во план да правиме и великденска програма, ќе ве имаме во нашата програма како бенд. За крај, слободно направете колку што сакате песни, една, две, да ги поздравиме нашите гледачи и мене искрено ми беше многу мило што ве запозна вака виртуелно. Ќе ми биде уште помило ако направиме и журка виртуелна на Радио Пела заедно со Да Капо бенд. Најмило ќе ни биде ако бидете гости во нашето студио и така да ни пее Љупка Доса Бајле. Оди звезо, оди звезо, сенко моја, оди негде скасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде скасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. На 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 на. Темnej tamu, temnej tamu zvezdo moja, srcevo me sega, temnej zimo, latna zimo, nema kaj da bega. Temnej tamu zvezdo moja, srcevo me stega, temnej zimo, latna zimo, nema kaj da bega. Na 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 Laze tebe Laze tebe zvezdo moja, ti si imaš
magna, si go imaš s nego. A pak mene zvezdo moja, što ke mi je život. I to što go ima zvezdo, ti go dado sio. Na 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 Супер, одлично, имајте убав ден. Тоа што го работите, да го работите и понатаму, и имате целосната поддршка од Радио Пела и секогаш ќе стоиме за сите кои што ја негуваат македонската музика, затоа што ние си ја сакаме и си ја негуваме. Поздрав до четворицата и ако имате уште нешто да отпеете како последно слободно и да завршуваме, одлични се реакциите на Facebook, имате поздрав колку што можев да видам од Кино Бабча, поздрав до вас. И ете, значи поздравите, јас ги пренесувам онака како што гледам. За крај да ве чуеме со уште една песна и навистина ви посакувам убав ден, со тоа што завршуваме со нашиот разговор и ве очекуваме со журка на Радио Пела заедно со нас. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето и се надевам дека наредниот пат ќе биде многу послободно и сите заедно ќе се дружиме. А ние сега одиме уште нешто за крај. И завршуваме. Да. Нешто што го пее Кева, усно љубим една уста, така ми се чини. Да Капо бенд на Радио Пела, слушаме одлична музика, вие уживете. Sanjao sam noćas, jedno crno oko, leteo sam u snovima, visoko, visoko. Sanjala sam noćas, jedno crno oko, letela sam u snovima, visoko, visoko. Usno ljubim, medna usta, rekli ljubavi, željo pusta. Usno ljubim, medna usta, rekli ljubavi, željo pusta. Plakalo je jutros jedno crno oko, tonuo sam u ponore, duboko. Plakalo je jutros jedno crno oko, tonula sam u ponore, duboko, duboko. Usnu ljubim, medna usta, ljubavi, željo pusta. Usnu ljubim, medna usta,